Знаеш како се прави пире? Много едноставно. Земаме лачинијата и имаме помала. Помала. Сега твоја задача е со вилушка компирот да го направиш пире. Како ова, например? Да. Ајде. Не му се плаши ова беше. Добро, Бојан, кажи ми ти, кај научи да дайвинг да правиш, да се гмуркаш? Најголемиот дел или повеќето лиценци ги земав на Крит, додека бев таму еден одреден период. Така. Потоа професионалните на Гран Канарија, тоа е еден од групата Канарски острови кои што се шпански, а се наоѓаат близу Мароко, во Атлантскиот океан. Па то фино бе, тие води, топли води се? Средоземното море е топло, да. Што значи топло за вас? Мислам, што тоа е. Вие имате специјални одела, нели? Имаме точно заштитни неопренски одела, да, затоа што кога сме во вода, телото губи околу 20 пати побрзо топлина отколку кога сме надвор. На суво. Затоа мораме да носиме заштитни одела за нас. Топли. Па топли води се од 22-30 степени па нагоре, како за кова. Ќе ти додадам малку хопла или пресно млеко може да ставите, така добива пирето млечност. Извини што те прекинав, да не ми се караат после да речат некој види бе што го прекинуваш, баш не е интересно. Значи 20 степени, кој води? Нашето Охридско езеро колку степени е водата? Охридско езеро зависно од периодот, некаде во летниот период јули-август. Да. Септември е топла водата, околу 24 степени. И 24 Охридско? Да, додека до мај месец, почетокот на јуни, водата е се уште ладна поради снеговите што се топат во големите планини. И околу 10 степени, 12-13. О, тоа ладно. Водата останува топла се до отприлика половината на октомври, почеток на ноември, се уште може да се нурка комотно. На 20 степени? Не, 20, ама околу 16 степени е водата, отприлика. Па тоа добро, да ти кажем, јас кај мене базенот кога го полниме е 16,5 степени и се загреба до 30. Добро, види да, кажи ми, кои се првите часови, да речеме, ти си инструктор за гњурење, така? Така вика гњурење, сега нуркање. Кои се први, што е прво како, мислам што се учи? Прво знам дека треба да влезеш во вода, да се облечеш, прво да се облечеш. Точно така. Прво се запознаваат кандидатите со опремата, со која што ќе користат, во тек на обукат и откако ќе се обучат, со која што ќе нуркат. И на почеток почнуваме со малку теорија да ги запознаеме студентите што се ги очекува и што ќе работиме понатака. Так. Потоа следуваат техники кои што мора да ги совлада секој кандидат. На суво? Не на суво. Не ги вежбате го работиме на базен или во плитка вода каде што може да се стои. Так. За секој кој што сака да излезе. После ги путкате од лабоко. Да, после ги пуштаме од лабоко, па кој ќе преживее, ќе раскажува. Ќе раскаже. Не. Потоа преминуваме во малце подлабока вода и на крај завршуваме со 4 нуркања на отворено, каде што секој од кандидатите ќе треба да повтори од сите техники кои што сме ги учеле во малце по-пријателска средина. Пријателски е оваа средина, ама малце поголема длабочина до максимум 18 метри. Да. А со точак колку може да се гњури? Со точак? Со точак. Имаме еден пријател кој што вози точак. Да? Ке треба да дојде со нас на гњурење, да проба нуркање, некој да ни каже. Он може да користи гумите, не гума ќе си земе на гума од точак. И со неа ќе издише гумата како мускули. За излегување од вода, ќе надува гумата и ќе го извади горе на. И јас морам да одлично е пирето, гледам дека добро го направи и му туриме малку. Кај имаме еден убав зачин, кај еве го. На пирето вака, само не го мешаме многу, после кога ќе го сервираме, ќе го ставиме, тоа е готово. Ова е готово. Е сега уште ова мала тајна што ја правам тука. Не додадам сол и уште нешто ќе додадам од томе по томе. Сега мораме да дадеме и оваа јаболка
ова јаболко. Значи, која гледа жена ми, која гледа вакви работи, не се одразуваш како што треба. Знаеш дека хрватите викаат за изразување одразување. Не знам. Не викаат како се изразуваш, неку како се одразуваш. Јас сум се добро одразио. Јесте. Ова ја ќе го исецкам на брзина. Ќе му го додадеме на цвеклото. И јаболкото ќе прими малку црвена боја, ала не баш толку. Значи, се вари цвеклото во вино. Сега ќе го проверам до каде е. Леле, колку е добре. Ева вака сега, ќе го сервираме овде пирето. Боја. Ќе му направиме вака на пирето едни крилца. Во овде изгледа, така ли? Ќе сервираме сега ова шницлата овде, вака, од озгора, шлицната ваз крилцата. Не се гледат многу, ама добри се. Ставиме од... Ми избега малку од овој убав гарнир. Децит. И најважното, ова е се уште топло. Ево го. Значи овде имаме цвекло и јаболко, кои што се варени во вино и оцет. Има малку сол и една лажица шеќер. Значи, ево јаболче и цвекло. Така. Тоа е еден прилок убав. Вака, да можеме од сите страни да го видиме. И тука ќе му ставиме еден убав лист од копар, за да ги спои сите овие работи. Децит. За доручек традиционално се јадат млечни производи, посебно густ јогурт кој се меша со мед или мармалад, солени или сладки палачинки. За доручек се пие и боса, напиток кој потсетува на чоколадно млеко и ајран, јогурт разреден со вода. За вечера на мени се мали едноставни јадења со кои се пие млеко, но и вино. Бугарите кои се доста гостопримлив народ, гостите ги дочекуваат традиционално со леп и сол, најчесто со омилената мешавина на сол, мелена пиперка и различни зачински билки, наречена шарена сол. Бугарите се познати како големи гурмани и големи љубители на добар пијалок. Ја обожуваат својата ракија, со која го започнуваат и завршуваат главниот дневен оброк, но која ја пијат и во други различни ситуации и во различно време. Меѓу најомилените ракии кои многу ги печат и сами дома се ракија од сливи, сливова, од грозје, гроздова, од кајси и кајсиева, како и ракијата со анасон, мастика. Ракијата се точи во децилитарски чашки и многу е јака. Вообичаено содржи околу 40% алкохол, а додека домашната може да има и до 60% алкохол. Покрај чашка ракија, во сите прилики обавезно се служи мала закуска, мезе, па уживањето на масата може да трае и со саати. Најомилено мезе со ракијата се свежи или кисели салати, како што е туршијата, потоа традиционалните кобасици од говедско и свинско месо, сушени на сонце, луканка и суџук, па намази за леп од печен домат, кјополо и од домати и луте пиперки лутеница. Со мастиката традиционално се јаде диња или ладна супа од краставици и јогурт, таратур. Зимно време ракијата се пие загрејана и често помешана со мед.
Кафе браво пијам, премиум разбираш, пијам и добивам, награди разбираш. Браво премиум! Мало и големо, за секого померка, пола кило дајте, за цацко ме разбираш. Ајде море цацко, почасти кафе, нека пие цела држава. Ајде, нека пие, нека ужива. Кафе ако се разбираш, премиум разбираш. Браво премиум! Време е за празници и неверојатни подароци. Со купен пакет пелистерка обична или пелистерка газирана вода добивате ексклузивен календар за 2012 година. Среќни празници со пелистерка. Вистинскиот вкус се препознава. Соговски млечни производи. Супер. Маја? Ти кафе? Па ја вино кафе. Пробајте си од ова, стварно е вкусно. Пробаме? Да. Јас го пробав светлото, многу ми се допада. Многу е добро. Ја го правив пирето. Пирето ти го правеше. Добро. Бојан, значи твоите планови за еднина ги знаеме. Моите планови за еднина. Да. Да, Еднина. знаеме. Сакаш што поише да патуваш? Продолжуваме со нуркање. Со нуркање? Секако, патување по секој време. Како викаат оние за што се пријавуваат за убавици. Сака да димензии дава и после тоа сака да се занимава со спорт, многу сака да глуми и не знам што сака. И мир во светот. И мир во светот. И мир во светот и помогне на сите деца. Добро, ние истото тоа си го посекуваме себе си и на нашите пријатели. Поздрав за сите, поздрав за домашните. Значи, оние домашно не гледат. На здравје. Ајде на здравје со едно винце, Маја со вода, кафето ќе си го пиеме. После, со добро кафе, нормално, со добро јадење, со добро расположение. Ви сакам довидување, а ви сакам исто така да дојдете утре да не гледате или да се наместите пред телевизија и да не гледате со нашето следно јадење. Чао и довидување. Ей, тетки стини, баби и вујни, што за денес во вашите кујни? Ние имаме фантазија бујна, совети рецепти за вашата кујна. Ова не се раскажува, затоа гледај